Рековте дека јас ако станам председател ќе ја извадам земјата од НАТО. Ја не морам да ја вадам, Трамп ќе ја извади. Затоа што ќе го распушти НАТО. Имаме ли ние свест за својот национален интерес? Тоа ме интересира. Ќе се вратиме тоа, излегување од НАТО сигурно нема одма да се случи, нели? Има процедура, вие ќе кажете има процедура, не, си ние имаме процедура. Имаме држава која е членка во НАТО, екс официо, вие... А што е вечно? Сега вака. Не, многу конкретно ве прашувам. Вие влегувате како председателка и ние имаме поддршка за Украина, даваме финансиска помош, зашто даваме Дали помош? вие Зашто даваме помош за продолжување на една војна во која досега загинаа половина милион луѓе? Дали на пример ќе оставите вето како што става Румен Радев во Бугарија на, да речеме, евентуално владини одлуки? Председателот нема право на вето во тој домен, така што како врховен командант на армијата? Не може вето да стави, значи тоа се споделени на грешности и така натаму. Мојата заложба и како човек, и како интелектуалец, и како професор, и како политичар е идентична. Нам ни треба дипломатија, нам ни треба прекин на огнот и во Украина и во Газа. И било каде што не можеме ние да фаќаме страна. Ја ве разбирам, нова студена војна, ние сме со добрите дечки во НАТО, вие сите Ништо не реков јас тоа, само го... Ја парафразираме општата приказна што се продава. Напротив, ако тргнеме така, што викаше Ганди, око за око, зап за зап, и на крај сите слепи ќе одиме.